Угостителите, туристичките агенции, рестораните за организирање настани и игротеките денеска преку протест пред Министерството за финансии бараат континуирана поддршка за спас на овие дејности. Се бара еднократна финансиска помош за регистрираните угостителски објекти, на кои повеќе од една година им е забранета примарната дејност со уредба на влада и кои со месеци немаат никаква помош. Не само за зачувување на работните места, туку немаат помош за основни средства за екзистенција. Бараме еднократна финансиска помош за секој угостителски објект регистриран кој повеќе од една година се затворени во целост, а со цел покривање на досегашните трошоци. Исто така бараме и еднократна финансиска помош во вид на грант за сите регистрирани угостителски објекти поделени во 3 категории. Од почетокот на пандемијата досега овие дејности работат под рестриктивни мерки или со целосен прекин во работењето, поради што последиците се катастрофални, особено за организаторите на поголеми свечености. Повеќе од една година бараме усвојување на протокол за организирани настани по примерот на земјите од соседството и финансиска поддршка во вид на грант за целиот период додека сме под забрана за вршење на својата дејност. Едно од најпогодените дејности се и туристичките агенции. Според нив, од почетокот на 2021 година, прометот е безмалку нула. Веќе се започнати затварањата на туристичките агенции од причина што немаше континуитет во помошта, од причина што како лиценцирана дејност мораме да имаме минимум број на вработени, а за жал не може тоа да се издржи и нема финансиски средства за да се обстои. Што се случува со тие луѓе кои што се затворија агенциите и кои што останаа на улица? Што се случува со долговите кои што останаа отворени со тие затворени туристички агенции? Не ли е важна секоја човечка судбина и секоја компанија, колку мала и голема? Од друга страна, денеска беше најавен 6-ти пакет мерки во кои за овие дејности се предвидува поддршка во износ на пресметаниот пат на приходите од 30% овој месец, додека се затворени дополнително ќе им се дадат 50% од бруто минималната плата за секое вработено лице. Има најави и за отворање на рестораните за свадби од крајот на мај.